Ајде. Направим договор за вас да променим што денеска веште овде кај мене во кабинет за да го изнесеме во јавноста овој убав состанок со така наречениот новиот совет на интелектуалци кој што се по потекло од Делчево. Скоро 2 часа разговаравме овде во кабинетот на градоначалникот за тоа колку Делчево е убаво место за живење, колку Делчево може да биде уште поубаво место за живење, само треба многу малку, тоест треба развој на Делчево. Не случајно денеска го избравме Богојавление како еден од најголемите празници во христијанството, каде што ние сакаме да покажеме како локална самоуправа дека имаме човечки капацитет кој што е по потекло од Делчево и кој што има волја, има желба и знае како да му помогне нашето во Делчево. Овде кај мене денеска беа еминентни професори како и мојот соговорник во оваа изјава. Имавме продуценти, имавме стопанственици, имавме новинари, имавме доктори, лекари, поранешни градоначалници. Година ќе имаме уште повеќе делчевци, ќе ги откриеме, ќе ги најдеме. Еве нека биде и ова и апел до нив, доколку некој имаме заборавено да не контактира нас како локална самоуправа и овој совет на интелектуалци кој се по потекло од Делчево да го развиеме и еве јас најодговорно тоа нека ќе ги приеме со отворени раце и со искрена желба заедно да помогнеме на Делчево да биде узакувано место за живење. Што ќе биде важно е оваа симбиоза од мислење на сите интелектуалци да создаде нешто што ќе донесе нешто подобро за Делчево, професор, повелете. Прво јас поздравувам иницијативата за Денбаков состанок. Точно дека Делчево е многу убаво место за живење, а за нас што сме потекло тука кај додеме најубаво ни тука кога додеме. Иницијативите се добри, само треба малку и од централната власт, особено финансиите и најгорливото прашање тоа е патното поврзување и нормално повеќе финансии за развојот за да останат луѓето тука. Да не ни се празни општината, тоа што се испразни, но можеби некои ќе се вратат. Треба тие идеи да се спроведат и во дело и да се дават и нови, ама треба и централната власт малку да засука ракави и да инвестира во тие општини овде во овој крај. На времето беше значен и индустријски центар, како пограничен крај. Имавме тука и погранични средби свиждањата и на Црна скала и на Рудски гроб за со Бугарија. Иако беа тешки времења, тоа функционираше, луѓето се гледа, комуницира, зашто уимина и тоа да не се обнови, да едно дете пишуваше дури труд, дојде кај мене за информации, кој го организирал тие средби, како се организирале, што како, трудот му објавен во меѓународно списание. Благодарам за историјатот, значи ние не треба да запоставуваме ни една гранка за општината, секој зборче, секој камче е значено за оваа општина. Благодарам. Благодарам, професор.